Така е, Александар, и ова рочиште продолжи во иста насока како и сведочењето на минатото. Најпрвен сведочеше еден гостин критичната вечер во дискотеката Пулс кога настанал пожарот. Тој кажа дека имало два функционални излези и влеза. Главниот, кој што имал и една врата која што била практично уште една на самиот влез и уште еден излез покрај шанкот внатре кој што не видел вечерта дали се користел, најчесто се користел како излез за малолетници кога имало најавено некаква кога имало рација во дискотеката. Тој раскажуваше како спасил жива глава вечерта, односно кога настанал пожарот од пиротехничките средства се случило стампедо и сите се упатиле кон главниот излез од таму да избегаат од огнената стихија. Но таму се онесвестил, бил во несвест неколку минути, не се секаваше точно колку, се до моментот кога некој девојче кој што го познавал го разбудило. Кажа дека врз него имало уште тројца онесвестени лица. Успеал да излезе надвор, потоа отишол во Кочанската болница да им помага на другите повредени до изутрината. Вечерта му се слушило, пошто и тој самиот завршил во болница, најпрво во Кочани, потоа во Скопје и на крајот во Љубљана, каде што се лечел од вдишениот чад, односно белите дробови, како што описно кажа, му биле црни, а дишните патишта изгорени. Ден денес имал последици, односно имал потешкоти со дишењето. Кажа дека имало, не знаел дали имало ПП апарати, но критичната вечер го видел газдата на дискотеката Дејан Јованов дека како се обидувал да го изгасне пожарот од бината со еден ПП апарат. Кажа дека плафонот бил спуштен по реновирањето на дискотеката и дека се гледало дека на него има сунгер. Се користеле пиротехнички средства според него и претходно десетина пати кога тој присуствувал. Сега во теке сведочењето на вториот сведок, тој е Шанкер, кој што започнал да работи во дискотеката Пулс непосредно по нејзиното отварање во 2012 година. И тој се до моментот додека не излеговме на овој линк раскажуваше каква била дискотеката, односно колку излези имало ПП апарати, обезбедување и така натака. На почетокот на судењето Петре Шилегов, кој што е адвокат на еден од обвинетите службеници од Министерството за економија, побара обвинителството да го преиспита обвинението и да пресуди дали треба дел од обвинетите всушност да бидат гонети, бидејќи немало директно последична врска немале со пожарот во Пулс. Предлагам тука да ја слушнеме неговата изјава. Ми од стручната јавност нешто што беше наведувано од одбраната во воведните зборови, меѓутоа нешто што го потврдува и ОЈОГ Скопје, обвинителството за гонење на организиран криминал, дека на дел од полициските службеници кои што биле под истрага не може да се стави на товар ова кривично дело, бидејќи тоа бара непосредно извршување, а они не биле во немале законска можност да вршат инспекциски надзор. Истото се однесува, пак ќе повторам, и за дел од обвинетите, секако за клиентот кој што јас го бранам. Непосредно човекот го нема предизвикано пожарот, правиме муавет за административни работници, многу луѓе кои што по барањето за издавање лиценца постапувале по службена должност и во рамките на нивните надлежности не биле органи кои што требале да го вршат инспекцискиот надзор. И тие се причините, имајќи во предвид дека ова е еден убедливо можеби најголем правен случај во смисла на последиците, имаме 63 мртви и не смееме да си дозволиме, ако веќе бараме како луѓе, како граѓани, како општество да изградиме систем, токму овдека системот да биде срушен. Освен ова, Шилегов потенцираше и дека секое рочиште чини прилично многу пари. Адвокатите само ги чини 28.000 денари. До сега имало 11 рочишта. Закажани се уште многу до април, некои 15 до 17 рочишта. Тука во овие пари се секако не се секако и спроводот на обвинетите на секое рочиште, што значи дека илјадници евра се трошат за судењето за пожарот во дискотеката Пулс во
Кочани. После овој втор сведок останува да се сослуша уште еден сведок. На првично беа најавени 5, но двајца се одсутни од оправдани причини. Александар? Марија, ти благодарам за извештајата во ова вклучување во вестите. Секако повеќе детали очекуваме во следното информативно издание во 15:30.